Од факултетските клупи преку собраниските редови и еден од најгласните опозицијски пратеници, конечно стана прва жена председател на Македонија. Гордана Силјановска-Давкова се вселува во Вила Водно, а со тоа Македонија стана 7-ма европска држава со жена председател. Силјановска се обврза дека нема да ја користи придавката Северна пред Македонија, освен кога е обврзана со закон. Идната председателка порача дека треба да ги почитуваме темелните вредности на нашиот уставен поредок, а Преспанскиот договор за неа е политички и правно отворено прашање. Со реторика ЕУ, љубов моја, ЕУ, про ЕУ, фронт за ЕУ, не се оди во ЕУ. Не, во ЕУ се оди со стандарди во сите области. На власта и кажа дека влегува со глава во ѕид во однос на уставните измени со цел внесување на бугарите. Порача дека отпочнувањето на целиот процес во собранието без национален консензус е целосно нелогично. Поттука само доколку претениците како уставотворен орган ги изгласаат, тогаш таа ќе ги поддржи. Да не оди надвор, чекор да не пушти надвор, без во собранието да постигне консензус за нашите државни и национални интереси, од кои никој нема право да отстапува, бидејќи не ја наследил никој Македонија од дедо му или прадедо му. Силјановска-Давкова вети дека ако победи ќе ја врати почита на позицијата председател на државата за разлика од досегашниот Пендаровски, а одлуките ќе ги носи со државен консензус. Најави дека ќе биде коректор на централната власт и нејзин критичар доколку тоа е потребно. Не треба да се зачудите ако ме видите на протест со маргинализирани групи во првиот ред. Не треба да се зачудите ако во парламентот пред ако има потреба од вето, кажам дека дајте да се усогласиме овде. Силјановска-Давкова во текот на минативе години беше гласен критичар на сите погрешни политики на власта. Својот мандат во собранието го искористи да укаже на проблемите кои доаѓаат со новиот кривичен законник, кој веднаш го потпиша нејзиниот ривал Пендаровски. Ова мене ми личи на прејудицирана амнестија за потенцијалните сторители, можеби нивните имиња и презимиња не ги знаеме уште, меѓутоа областите каде што се случуваат овие дела, институциите, фондовите и така натамо, секој ден ги слушаме, иако веќе не можеме да ги запомниме, колешке. Се срамам што сум правничка. Кампањата ја водеше со слоганот Македонија повторно горда, но постојано потенцираше дека слоганот укажува дека граѓаните ќе бидат повторно горди. Со самиот влез во изборната трка Силјановска-Давкова стана мета на навреди од страна на членството на СДСМ, но и од самиот почеток Стево Пендаровски, кој на митинзи целосно го прикрши кодексот за фер и демократски избори и почитување кон против кандидатите, кој пред стартот на кампањата го потпиша во ДИК. Силјановска-Давкова покрај долгогодишен професор на правниот факултет беше член на Уставната комисија во собранието и министер без ресор во првата политичка влада по самостојноста на Македонија. Како експерт за избори беше дел од Обединетите нации и подпредседател на групата независни експерти за локална самоуправа при Советот на Европа. Член е на Венецијанската комисија и автор на стотина научни труда за уставно право и политички систем.